Кон крајот на античката епоха се случи понагласено свртување кон религијата. Во антиката религиите беа политеистички или понеразвиени религиски форми, анимизам, магија, мистерии. Првата монотеистичка религија се зароди околу 1000 години пред нашата ера во Јудеја, источен Медитеран, јудаизам. По јудаизмот е создадено христијанството, како прва универзална монотеистичка религија. Како трета монотеистичка религија се појави исламот во 7 век. Главните книги на трите монотеистички религии се следните. Стариот Завет, први 5 книги, се основа на јудаизмот. Новиот Завет, основна книга на христијанството. И Коранот, основна книга на исламот. Во тоа време религијата станува надредена над филозофијата. Се мисли дека верата е посилна и поважна од разумот. Главната духовна дејност во тоа време била теологијата, наука за Бога, философија на Божите нешта, пораки и појави. Ова епоха на духовна доминација на религијата се нарекува Среден век. Појавата на христијанството е поврзана со личноста и делото на Исус Христос. Исус Христос е роден во Палестина 25 декември или 7 јануари, Божик, пред повеќе од 2 милениума. Основната Христова вредност и етичко правило е љубовта. Се она што сакате да ви го прават, правете им го и вие. Основното барање на Исус Христос од луѓето е љубете го ближниот свој како самиот себе си. Најзначаен творец на оваа религија е апостолот Павле. Живеел од 4 година до 64 година во нашата ера. Стремежот и надежта за вистинско животно и религиско сознание представува гностицизам. Првите филозофски толкувачи на христијанството биле апологетите, бранители, застапници, објаснувачи, како што се Јустин, потоа Клемент Александриски и други. Почетната христијанска философија се нарекува патристика, представник Ориген.